44-годишниот скопјанец кој е осомничен дека подметна пожар во кој изгореа 2 возила на бугарската амбасада ќе ги мине наредните 8 дена во притвор, откако судија на претходна постапка во Скопскиот кривичен суд го прифати барањето на обвинителството. Од кривичен соопштија дека станува збор за истрага која се води по итна постапка во која тој се сомничи за кривичното дело предизвикување на општа опасност, за кој е предвидена затворска казна до 5 години. Земени и уредите за комуникација, да видиме дали може би имал комуникација во периодов, да видиме со кого имал комуникација, која е содржината на таа комуникација, така што распитот со сторителот се уште трае. Јас не би брзал со било какви квалификации од страна на нашиот источен сосед, но она кое што сакам да го кажам е дека најсилно го осудуваме како влада. Скопјанецот завчера околу пладне ги поли со бензин и ги запали двете дипломатски возила кои беа паркирани пред амбасадата во центарот на Скопје. Инцидентот беше целосно снимен од безбедносните камери на амбасадата. За кусо време осомничениот беше откриен и приведен, а во полициска станица целосно го признал делото. На критичниот ден тој излегол од дома, се качил во автобус и дошол во центар, па од бензинската пумпа во близина на бугарската амбасада. Наполнил бензин во пластична шиша. Опожарувањето на двете возила на бугарските дипломати, кое владата го осуди, предизвика серија реакции во соседна Бугарија. Македонскиот ВД амбасадор во Софија беше повикан во бугарското МНР. Бугарските европратеници испратија писмо до членови на Европскиот парламент, во кое го осудуваат инцидентот кој го опишуваат како подмолен напад и намерен чин на агресија, несомнено мотивиран од омраза и антибугарска реторика. Поради овој инцидент, Бугарската фондација Македонија најави дека во недела ќе организира двочасовна блокада на 3 гранични премини меѓу двете држави.